Од Америка секогаш пристигнуваат интересни податоци. Нивните истражувачи на пазарот знаат да ископаат бројки на кои никој друг во светот не се сетил. Такви се и информациите за залихите со кои дилерите на возила располагаат, што директно укажува на кондицијата во која се наоѓаат производителите. Според аналитичарите, оптимална количина возила со оглед на големината на пазарот и неговата динамика е да се покрие 3-месечна продажба. Но сега бројката главно како последица на промената на погонските технологии е нешто помала и на национално ниво изнесува 76 дена. Понатаму се смета дека сите под просекот имаат лоша пазарна стратегија и пропусти во планирањето, а оние над него пак дека се соочуваат со проблеми во продажбата. Според нивните податоци, во најнезавидна ситуација се наоѓа Stellantis, чии дилери имаат залихи за двојно подолг период. Како оправдување се наведува тоа што престана производството на пазарно најатрактивните модели Charger и Challenger, заради што мораше да се обезбеди поголема количина возила за да се задоволат потребите на купувачите. Влијание сепак има и очајно пополнетата гама на Dodge и Chrysler, која се состои од само неколку модели. Од другите, генерално може да се заклучи дека најлошо стојат премиум марките, бидејќи после Stellantis најголеми непродадени залихи имаат Lincoln, Genesis, Volvo и Infiniti. На спротивниот крај пак, дилерите на Toyota имаат возила за само 34 дена снабдување. Главен проблем кај јапонската марка се ограничените испораки пред се на Grand Highlander, кој особено е баран од купувачите. Со мали залихи, што не е новост, бидејќи порано така функционира, е уште и Honda. Најблиску до просекот со мали меѓусобни варијации се марките на General Motors и BMW. Од другите бројки кои ги истакнуваат аналитичари, вреди да се спомене дека американските дилери во моментов располагаат со залика од скоро 3 милиони возила, што е за 50% повеќе од овој период лани, како и дека надпросечната цена која купувачите ја плаќаат за нов автомобил се искачи на скоро $47.300.